Здраво Македонија! Денес, месец август 2023 година, сме повторно на крстопат. Исто како што бевме и пред 6 години, кога на 1 август 2017 година Зоран Заев и Бојко Борисов го потпишаа договорот за добро соседство, во чија преамбула, во чиј воведен дел стои дека имаме заедничка историја со Бугарија. Овие настани тогаш и денес се поврзани, односно состојбата денес зависи од тоа што се случуваше пред 6 години. И бидејќи споро памтиме и брзо забораваме, вечерва сакам да подсетам како дојдовме до тука, за можеби да научиме како да тргнеме од оваа мртва точка. А работите беа јасни од самиот почеток. Неколку месеци пред подпишувањето на договорот, главниот антимакедонски историчар во Бугарија и близок соработник на Бојко Борисов, денес покојниот Божидар Димитров, кажа што ќе се случува ако се подпише и реализира договорот. Мислех, че няма да го доживее този ден, когато един македонски политически деец на Скопие публично заяви, това беше преди месец, и това беше господин Зоран Заев, който го каза, че българския и македонския народ са едно и също нещо. Аз сакам да изпратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. И сега ще подпише договора. В договора има една клауза, която изглежда на пръв поглед безобидна. Но тя, ако се изпълнява, договора първо да се подпише и след това да се изпълнява, както казват някои мои приятели, защото има разлика между подписат договори и изпълнението му. Но ако се изпълнява, това означава край на македонизма и наистина превръщането на Македония в една втора българска държава, не така. Взривно, но постепенно. Главниот антимакедонист меѓу бугарските историчари дури не можеше ни да поверува што слушнал од Зоран Заев. Не мислев дека ќе го дочекав денот, рече тој, смеејки се, и објасни дека процесот со договорот треба да доведе до постепено претворање на Македонија во втора бугарска држава. И објасни и како. Обаче, че учениците по история ще бъдат спазени, ще бъдат написани така както трябва и че това, което вие като ваша мечта сте заложили да се сбъдне, ще се сбъдне всъщност. Да, ще се сбъдне. Ако бъдат написани както трябва, те ще учат българска история. Ще учат до 1944 година, както са споделили 1300 години, че и повече. Нали, всички тегоби на българския народ, победи, поражения, и как 1944 година са били принудени от една тоталитарна държава, като комунистическа Югославия, да станат друг народ, различен от българските, от българския. И че това е продължение колко си години, а след време ще учат. Но по време на управлението на премиер Борисов и премиер Зоран Заев беше постигнато на споразумение, което тури началото на процес, който Ви звучи ли познато ова со 13 века бугарска историја? Да, Румен Радев ви го кажал неколку пати во изминативе неколку месеци. Дека Тито ги измислил македонците во 1944 година. Ова што го гледате е 2017 година. Само почеток на процесот, вели Божидар Димитров. Дека почнал процесот знаеме сите денес. Но некои знае и тогаш и беа игнорирани. Ова е подсетување на историјата за да не ни се повтори. Одиме со ред. Пред подпишувањето на договорот, владата на Заев и Никола Димитров како министер за надворешни ја криеа содржината на договорот. А ВМРО-ДПМН како опозициона партија тогаш бараше да биде покажан пред јавноста. Владата и Министерството за надворешни работи да ја објават содржината на договорот за добрососедство со Бугарија и за него да се расправа во собранието, бараат од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Сметаме дека ако можела владата на Бугарија овој битен договор да го сподели и да го разговара со пратениците во Бугарското собрание, би требало и владата на Република Македонија да го разговара овој битен договор со пратениците во Македонското собрание. Самото тоа што владата во овој момент и Министерството за надворешни работи го кријат договорот и не даваат никакви податоци, а податоците за ваквиот договор штуро ги добиваме од време на време од некои медиуми или пратеници во Софија, нас ни отвара сомнеш дека можно е во договорот да има одредени клаузули што можеби не се усогласени со националните интереси на Република Македонија или со уставот на нашата држава. Зоран Заев тогаш уверуваше дека парламентот ќе ги заштител државните интереси и дека иако јавноста не го знае договорот, парламентот и пратениците немало да дозволат, односно тој немало да дозволи влакно да и фали на Македонија. Договорот се носи
од парламентот. Парламентот на крајот гласа. Ако е нешто на штета на Македонија, нашиот парламент има одговорност директно пред граѓаните и да не се плашиме. Тој парламент нема да гласа. А ако е нешто добро за Република Македонија, парламентот ќе гласа. Јас сакам да знаете дека како упатен политичар, кој што бара поддршка и понатаму од граѓаните, нема да дозволам влакно да и фали на Македонија во незините перспективи. Договорот е севкупен бенефит за сите наши граѓани, затварање на едно поглавје каде што беше проблематично. Кога Заев ќе каже дека влакно нема да и фали на Македонија, знаете дека ќе ја начекате тотално келава на крај. Туку, во бенефитите од договорот и тоа дека затворал проблеми, се сомнева од ВМРО. Еве го и Илија Димовски. Ако договорот е добар и ако договорот решава проблеми, како што велат тие, нема зошто да го кријат. Нити господинот Заев, нити господинот Димитров. Криењето упорно на овој договор само по себе е јасна порака дека има нешто драстично, проблематично во овој договор. Но владата го криеше од јавноста. Опозицијата бараше да биде објавен пред граѓаните. Во таква ситуација, владата се согласи да им го покаже на пратениците, на дел од пратениците кои имаат соодветни сертификати, на затворена седница на Комисијата за надворешни прашања. После таа седница, откако ја виде содржината, опозицијата уште погласно започна да бара целата јавност да ја дознае содржината на договорот, со цел да може да се отвори дебата и да се интервенира во договорот пред да влезе во собрание. Итна и отворена собраниска седница на која ќе се разгледува договорот за добро соседство со Бугарија, бара ВМРО ДПМН. Неопходно е јавноста да се запознае со договорот пред да биде подпишан, велат. Се бара премиерот Зоран Заев да го декласифицира нацрт договорот и јасно да каже дали текстот е отворен за промени или не. Сакаме овој текст да се разговара пред собранието и пред јавноста пред да биде подпишан, затоа што откако ќе биде подпишан, станува билатерален договор, а билатералните договори кои што доаѓаат на ратификација во собранието на Република Македонија, ниту според устав, ниту според деловник, немаат основа да се поднесуваат амандмани на истите. Тие се договори на свршен чин. И пред да дојде државата, и собранието, и народот, и граѓаните, пред моментот на свршен чин и подпишан договор, сакаме отворено да разговараме што е добро за Македонија во тој договор, што се слабостите, што е штетно, што е наметнато и што долгорочно може да ни создава проблеми. Но се случи токму тоа. Сите бевме ставени пред свршен чин. Договорот не беше објавен јавно пред да влезе во собрание, ниту пак можеше амандмански да се интервенира во него. Она што го договориле Борисов и Заев беше третирано како поп да го крстил, а како попчиња гласа и во собраниската комисија за да дојде договорот на пленарната седница. Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија доби зелено светло на денешната комисиска седница. Во отсуство на опозицијата, членовите на Комисијата за надворешни работи денеска му предложија на собранието да го усвои предлог законот за ратификација на историскиот договор меѓу двете земји. Бугарија беше прва земја која призна Република Македонија под нејзиното уставно име. Тој договор обезбедува официјално признавање на македонскиот јазик како посебен, бидејќи во договорот јасно стои дека тој е подпишан на македонски јазик согласно со уставот и бугарски јазик согласно со уставот. Ете, Темел Користевски и Лилјана Поповска гарантираа дека договорот е супер и додека нашите провладини интелектуалци го фалеа договорот, истото го правеа и во Бугарија. Еве го повторно Божидар Димитров, кој уште еднаш подсети што ќе се случува, но и кажа, според него, зошто Македонската академија на науки и уметности, тогаш раководена од таки фити, одби да се произјасни за договорот. Се прво, спират кражбите на българска историја и се откажат од досега откраднатото. И второ, поправят учебниците по историја без тези кражби. Ако това го направят, македонските деца каква историја ще учат? Цялата им история от кражби е такива, които ще ги показваш. Добре, това нещо ще се случи да подпишем този договор. Нека го подпишем, ако го подпишем и след това те го изпълняват. Ще кажа един хубав симптом. Онзи ден бях включен в една македонска телевизия, да кажа 5-6 думи, ново, при едно публицистично предаване. И от разговора преди мен аз да се включа, разбрах, че Македонската академия на науките е отказало
е отказала да се обяви против подписването на тези точки от договор. Слушай, това са хора, които искат да живеят, да получават заплати. Знае, че Зоран Заев ще ги разгони всичките, ако на практика тръгнат срещу него. Затова казват да. Това са хора, ке ми дадеш пари, ке се пишем българин. Това е много стар прием. Стар македонски прием. Добре. Шега си бие на крај Божидар Димитров со ману. Вели дека за пари и таки фити и колегите би се пишеле дека се бугари. Ова се зборови на еден од главните заговорници на заедничката историја во договорот. Но на истокот не молчеа и други високи експолитичари. Во меѓувреме, продолжуваат провокативните изјави од бугарски поранешни и сегашни високи функционери, пратеници, историчари и аналитичари во врска со договорот со Бугарија и најавата за заедничко македонско-бугарско одбележување на Илинден. Последен во низата е поранешниот претседател на Бугарија Петар Стојанов, кој во емисија за бугарската државна телевизија изјави дека Илинденското востание е бугарско, а Македонија е дел од Бугарија. Разделянето на българска снага на три, на Северна България, на Източна Румелия и на Македония, се приема като върховна историческа несправедливост и тя всъщност е такава. Защо казвам романтизъм? Ами затова, защото когато започва четническо движение в Македония, особено когато започва подготовката и избухва и Илинденското въстание, българите вече са далеч по-просветени, ние имаме свои вестници, ние имаме свои канали за комуникация, цяла България знае за това. Това е нашето второ априлско въстание. Изживяно вече с един романтичен ореол. Казах за първото, много хора разбират час след неговото потушаване. От тази гледна точка, ние българите няма как да се лишим от тази страница от нашата история, защото лишим ли се от нея, историята ни остава изключително бедна. Затова историята на Македония е най-романтичната част от историята на България. Ова беше Петар Стојанов, поранешен председател на Бугарија. Вели Македонија најромантичниот дел од бугарската историја. Ова е се уште 2017 година. Не заборавајте, сето ова се случува пред официјалното подпишување на договорот, кој нашата власт го криеше од сите нас, од народот, од јавноста и од можноста за интервенција во истиот. А во Бугарија триеа раце и ликуваа, бидејќи знаеа што следи. Во меѓувреме, во Македонија, текстот беше финално, конечно покажан. Заев го нарече совршенство и објасни дека решиле како влада чашата да ја гледаат полуполна наместо полупразна. Кој да им каже дека не гледале во чаша, туку во веце шолја. Но со него ќе биле и затворени сите недоразбирања кои ги имало во минатото. Вели дека договорот не е штетен за националните интереси на земјава, а со него биле еднакво задоволни и двете земји. Овој договор е во согласност со националните интереси на Република Македонија. Овој голем чекор, како што впрочем и наведовме во договорот, одговара на интересите на народите на Македонија и Бугарија. Минатото и историјата ги поставуваме како темел на едината. Ова е договор кој што ги прави срекни и двете страни, мислам на бугарската и на македонската. Ние заклучивме дека конечно треба да гледаме на чашата како полуполна. Доста ја гледавме полупразна. Текстот на договорот е во едно свое видно совршенство. Повторно следеа реакција од опозицијата. Тогашниот генерален секретар, а денес председател на партијата ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, беше меѓу оние кои од првиот ден застанаа против овој договор фален од власта на Заев. ВМРО-ДПМН има политички став дека неодговорната влада на Социјалдемократскиот сојуз потпиша штетен договор со Република Бугарија. Овој договор не ги задоволува националните интереси на Република Македонија. Народот не го поддржува овој договор, а стручната јавност има сериозни забелешки на неговиот текст. Договорот вака конципиран и подпишан има сериозни недостатоци. И веројатно последиците од неспособноста на владата на Зоран Заев, Република Македонија ќе ги трпи во подолг временски период. Договорот предвидува опасна можност за промена на македонските учебници и останатите идентитетски обележја. Она што е особено проблематично овој договор е што Република Бугарија ќе има можност да го преиспита однесувањето на Република Македонија на целокупниот наш пат кон Европската Унија, бидејќи Заев прифати тие да имаат можност да не дозволат отварање на ама баш секое поглавје од преговорите за членство, доколку не се исполнат
нивните цели и позиции. ВМРО ДПМН нема да даде поддршка на овој договор. Бараме од Социјалдемократскиот сојуз да се повлече. Не е доцна. Предупреди на последиците во долг временски период кој што следи по подпишувањето, на промената на историјата и на учебниците, како и на можноста Бугарија да не уценува со вето поради овој договор. 2017 година, пред 6 години, пред да се ратификува во собранието. На ваквите предупредувања од СДСМ и од другите експоненти на власта одговараа дека ВМРО биле љубоморни. Опозицијата гледа во сето ова дека има скриени намери, стравува за државните интереси. Од тој аспект ве прашувам, има ли спорни точки? Значи, опозицијата има големи причини да биде љубоморна на овој насам, бидејќи што јас не гледам на вистина никаква загрозеност на нашиот идентитет, на нашите интереси. Ние веќе живееме во еден нов свет. Ете, опозицијата била љубоморна, па затоа била против договорот. И Нано Ружин не гледал никакви ризици за идентитетот, бидејќи сме живееле во нов свет. Од ВМРО љубоморно одговараа дека договорот не чини. СДСМ со овој договор сам го негира постоењето на македонскиот јазик и дозволува истиот да биде ословуван како јазикот според Уставот. Власта дополнително се согласи на промена во учебниците по историја на база на проценка на интервладина политичка комисија. Ова е надвор од здравиот разум и принципите на науката. Но СДСМ упорно верглаше дека договорот бил силен исчекор кој гарантирал стабилна европска иднина. Што овој договор значи за Македонија? Република Македонија и Република Бугарија прават еден силен исчекор, кој што исчекор за нас како држава гарантира стабилна иднина во смисол на евроинтеграциите, во смисол на членството во НАТО алијансата, стабилна иднина за граѓаните. Петре, такво ветре. На договорот за заедничка историја и заедничко чествување на настани, како Илинден, например, реагира и експертите, и обичните граѓани, и невладините организации. 2017 година се беше попусто. Опозицијата по вчерашната комисиска расправа изнесе неколку забелешки кои се однесуваат пред се на терминологијата заедничка историја, малцинските права, како и гаранциите за посебноста на јазикот и народот. За власта пак договорот го гарантира идентитетот. Еве ги експертските ставови за овие точки. Основното значење на терминот заедничка значи припаѓање на нешто на двајца или повеќе субјекти. Нашата историја припаѓа на македонскиот народ кој во историскиот развој создавал историја и специфичности и таа е македонска историја, затоа е историја на македонскиот народ. Можеме да зборуваме за заеднички процеси и прилики, но заедничка историја, верувајте, нема. Против подпишување на договорот денеска на протест излезе граѓанското здружение Блаже Конески, бараат јавноста да се запознае со содржината на договорот. Кога пак веќе владите на две држави решиле да подпишат таков договор, тогаш во духот на транспарентноста потребно е со содржината на договорот да ќе запознат своите граѓани, а не тоа да го чуваат во тајност и да одлучуваат за историјата на два различни народи. Бугарија ќе се грижи за нивните права во Македонија, како бугари. А од друга страна, Бугарија не го признава македонското малцинство во Бугарија. Разбирате? Значи, постои голема разлика во работите. Сметаме дека договорот за добрососедство со Бугарија ќе има далекусечни последици по јазикот, културата и историјата на македонскиот народ и по државноста на Македонија. Второ, договорот со Бугарија е против добрососедството со Македонија, затоа што Софија не ги признава македонскиот народ и македонскиот јазик, не ги признава македонците во Бугарија, ги суспендира нивните права и слободи, инаугурира заедничка македонско-бугарска историја со негација на македонската историја. Сепак, и ова не беше причина Заев, Димитров и останатите да се потресат нешто посебно. Тие се подпираа на своите експерти, како например Љубе Бошковски. Ние цврсто стоиме за овој договор. Сметаме дека овој договор Македонија ја приближува кон Европа. Овој договор на Македонија им ги отвара вратите кон НАТО. Така да
се друго е дневна политика, се друго е шпекулација. Попусти беа сите обиди на ВМРО ДПМН да предупреди што ќе се случува. Власта беше глува и на вакви изјави, како што ќе погледнете сега, кои од денешен аспект може да ги смета и како катрени на Нострадамус за европската иднина на Западниот Балкан, иако се беше нацртано, што би се рекло, како за мало дете. Договорот ќе дава јасна и легална основа соседна Бугарија да го стопира чекорењето на Република Македонија кон ЕУ на секој наш следен чекор, на отворање или затворање на поглавија од евентуалните преговори за членство во Европската Унија. Тоа Република Бугарија ќе може да го направи во секој момент, кога нема да и се допаѓа некој наш историски учебник, кога нема да и се допаѓа некој наш документарен или историски филм, некој наш споменик или некое наше македонско одбележување на жртвите и борците за самобитноста на македонскиот народ и Република Македонија. За жал, поодделни кругови во соседството веќе нескриено и триумфално го најавуваат тоа. Под некои кругови, кога е Бугарија за Македонија во прашање, не подразбираме некои анонимуси на некој YouTube подкаст, туку бивши или сегашни председатели на државата, јавно, гласно и јасно. Еве уште еден од нив. Нема ништо поодвратно од фалсификување на историјата. Учебниците во Северна Македонија велат дека бугарите се фашисти, окупатори и татари. Се додека е така, се додека нема политичка волја да ги прифатиме европскиот пристап и да работиме за добрососедство, ќе веруваме дека ова општество не е подготвено и не сака да биде подготвено да ги прифати европските вредности. Но, ни ваквите изјави не беа доволни да се поколебаат нашите еврофундаменталисти, и тука мислам на валутата евро, не на континентот. Непосредно пред подпишувањето на договорот, Зоран Заев најавува заедничко чествување на Илинден со Бугарија, иако тоа нешто барем според договорот требаше да биде на предлог на сугестија на историските комисии. Нема потреба од нив, Заев и Борисов секако дека ги даваат насоките, бидејќи комисиите реално не се историски, туку политички диригирани. Предходно Заев се сретна со председателот на бугарската влада Бојко Борисов. Македонскиот премиер изјави дека Бугарија ќе помага на Македонија. Тој рече дека на 2 август двете земји заедно ќе го празнуваат Илинден, кога ќе се потпише и договорот за добрососедство. И конечно дојде и тој ден. Бугарската делегација пристигна во Скопје, а на Илинден 2017 година тогашниот министер за одбрана на Бугарија Красимир Каракачанов, познат и како Обеликс, среде Скопје во интервју за бугарската ТВ Нова соопшти дека, слушате внимателно, Илинден бил најголемиот бугарски празник, најголемото бугарско востание. Хубав празник е днеска Илинден. В 1903 година избухва најголемото и најдобро организираното българско востание по време на 5-вековното турско робство. Но ни ова не беше пречка да се потпише договорот и Заев да се фали дека ги затворил отворените прашања со Бугарија и индикативно дека го поставил минатото како темел на иднината. Подпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија покажува дека таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, прашањата ќе се решат. Република Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставивме минатото како темел на иднината, со тоа отворивме пат за стабилност и развој за двете држави и за Балканскиот регион. Затворивме прашање со кое недвосмислено го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Наспроти сите предупредувања на опозицијата, експертската и обичната јавност, наспроти сите јасни сигнали од Софија што ни подготвуваат, буквално до збор беше најавено. Сепак, Заев го подпишува договорот, според кој имаме заедничка историја со Бугарија. И рече дека со тоа го поставил минатото како темел за иднината. Договорот беше ратификуван во нашето собрание, а Никола Димитров жалеше што опозицијата не го препознала овој визионерски потек на власта. Вкупно гласаа 62 пратеници. Од нив 61 за, 1 воздржан, против нема.
констатирам дека собранието го донесе Законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Во образложението на договорот, министерот за надворешни работи Никола Димитров кажа дека овој документ ги покрива најважните национални интереси и дека од текстот не биле целосно задоволни ниту македонската, ниту бугарската страна, но вели покажавме дека растеме и дека сме подготвени отворените прашања да ги решаваме по европски манир и да излеземе од безбедноста што ја даваат рововите. Димитров изрази жалење што во ратификацијата не учествувале ВМРО ДПМНЕ. Ке беше убаво денеска да беа тука и ке беше убаво да го поддржеа овој договор. Но без грижи, ако во Македонија помина договорот без опозиција, во Бугарија работите беа поразлични, со причина. Бугарското народно собрание едногласно го ратификуваше договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Македонија. Гласували 186 народни представители, за 186, без против и въздържали се. Ратификацијата е приета. Благодаря на всички, които са работили през годините за това, което се случи днес, да е факт. Няма как интересите на България да са различни от това да имаме стабилна, демократична и приятелска Република Македонија. Договорот дава можност на сите оние кои во Македонија се чувствуваат како бугари, тоа да го кажат слободно и без плашење. Запратеникот Красимир Богданов пак денешниот ден ги потврдува заложбите на илјадниците бугари кои во минатото загинале во името на единствениот бугарски идеал. Днес е ден, в който правим опит да успокоим душите на онези стотици хиляди българи, които загинаха в името на един свят идеал. Идеал завещан ни от Левски и Ботев, от Гоце Делчев и Даме Груев. 186 присутни, 186 гласа за во парламентот во Софија, бидејќи знаат какво моќно оружје им потпишал Заев, каква сила во рацете им даде со овој договор за така наречено добрососедство. Не требаше да се чека долго за да ја дознае и Заев самиот силата што им ја даде нив. Еве што се случи кога истиот тој Зоран Заев, како премиер на Македонија, реши да го честита Илинден 2 години по потпишување на договорот. Политичарите можеби некогаш не се доволно внимателни се зборовите со кои премиерот Зоран Заев преку Фејсбук тргна да ги смирува страстите во Бугарија по неговата изјава дека Илинденското востание е македонско. Изјавата предизвика реакции кај неговиот бугарски колега Борисов, кој му порача на Заев да си ги мери зборовите, оти на Македонија кај треба гласот на Бугарија во Советот на Европската Унија. Предходно шефицата на бугарската дипломатија пак изјави дека Илинденското востание може да се рече дека географски е македонско, но историски е бугарско. Заев во постот не ги споменува изјавите околу Илинденското востание и реакциите во двете земји околу тоа, но напиша дека политичарите некогаш прават грешки. Некогаш правиме и грешки, но ве уверувам дека тоа е само невнимание, затоа што искрено сакаме соработка и пријателство, како што тоа го потпишавме во договорот за добрососедство и пријателство. Ние повторно го најдовме нашиот пријател и брат, да не дозволиме да се враќаме назад. Заради тоа подвлекува Заев во постот, Македонија е благодарна на Бугарија и затоа заедно ќе го слават и чествуваат минатото и на темелите на тоа минато ќе продолжат да ја градат заедничката иднина. Добро слушнавте. Зоран Заев на Фејсбук пишува честит Илинден, големо македонско востание. Бојко Борисов и Екатерина Захариева му мавнаа за ушки. Па Заев нормално им се извини, односно рече дека направил грешка, дека политичарите некогаш правеле грешки. Грешката според Заев, за да им се излигави на бугарите, е што Илинден го прогласил за македонско востание. Иако реално најголема грешка е што се родил ваков човек воопшто кој ни на заканата од Борисов да припази со Илинден или ќе добие вето, сепак и на тоа одговори со дополнително лигавење и вети дека заедно ќе ја славиме историјата. Човекот кој вети дека нема влакно да и фали на Македонија поради договорот со Бугарија. Но и тоа не беше доволно, па Бугарија реши да ги дообјасни работите. Документот кој досега само делумно се цитираше и со кој Бугарија го блокираше почетокот на преговори со Европската Унија за Македонија, изобилува со негирање на самобитноста на македонската нација и јазик. Бугарија во меморандумот тврди дека македонците се комунистичка идеолошка креација. Во соседните земји терминот македонски се користи за означување на географско потекло наместо на национален идентитет. По Втората светска војна југословенскиот комунистички водач Јосип Броз Тито прибегна кон наметнување на друг нов идентитет, овој пат македонски.
Македонски јазик или етничка припадност не постоеле се до 2 август 1944 година. Годината е 2020. Бугарската влада испраќа меморандум до сите земји членки на Европската унија. Го нарекува објаснувачки меморандум во кој објаснува дека македонци и македонски јазик не постоеле пред АСНОМ, односно дека Јосип Броз Тито го наметнал, го измислил македонскиот идентитет за заинает на бугарите кои живееле овдека претходно, да ги конвертира во македонци за доброто на Југославија против Бугарија. Се сеќавате ли дека ова го најави Божидар Димитров во на прво видео што го гледавме вечерва, неколку месеци пред да биде потпишан договорот, дека предупредуваа и историчарите, и опозицијата, и познавачите, и експертите, и дека владата сите овие работи ги игнорираше? Епа еве како изреагира владата на овој срамен меморандум. Македонија се уште не го добила бугарскиот меморандум. Министерот за надворешни работи денеска не откри како македонската дипломатија ќе одговори на бугарските позиции. Вели не е време за негативна реторика. Не мислам дека треба да наметнеме таква негативна динамика на притисоци. Ете, Бујар Османи мисли дека не требало да има негативна реторика, бидејќи во меморандумот не стои веројатно дека албанците се измислица на Тито, туку македонците. Но ако министерот Османи даде срамна изјава, како да се оцени тоа што ни СДСМ не сакаше да се дискутира во собранието за овој срамен документ, кој е плод на договорот за добрососедство? Опозицијата предлага, власта одбива да расправа за бугарското условување на нашите евроинтеграции. Затоа немаше кворум на седницата на Комисијата за надворешна политика. Председателот Антонио Милошовски објаснува дека Комисијата треба да го осуди бугарскиот објаснувачки меморандум како историски анахронизам и спротивен на европските вредности. СДСМ е политичкиот актер кој што придонесува за неединство по вакви битни национални прашања. СДСМ со објаснување за отсуството. Нема потреба собранието да расправа и да одлучува за тоа што се факти, како што се македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Јас сум Јован Митрески, јас сум македонец, изборувам на македонски јазик. И тоа е факт. Ако некој мисли дека во собранието треба да се зборува за ова, тогаш најблаго кажано се излажува. Некој се излажал, ама некаде е тоа опозицијата која бараше во собранието да се зборува за ова, како што бараше да се зборува и за договорот за добрососедство и можеби ако се зборуваше тогаш немаше да дојде до ова. Туку ќе да е да се излажавте вие кога потпишавте заедничка историја мислејќи дека Бугарија ќе не остави сите на мира, бидејќи ете Заев и Димитров им се онака баш симпатични и жестоки момци и им се многу убави. Може би ви е смешно, но Зоран Заев на ваквите провокации, ваквите срамни документи реагираше праќајќи порака дека ќе дадел шанса на љубовта. Премиерот Заев во интервју за Слободен печат испраќа пораки со љубов кон соседите. Ќе дадеме шанса на љубовта. Оти Борисов вели, ние не сме за војна, ние сме за љубов. Ќе се изнајдат решенија. Да не заборавиме дека вакви љубовни пораки праќаше и кој друг ако не Стево 02, односно председателот Стево Пендаровски, во негово и во име на Заев. Иване, како си? Многу добре. Поздрав од Зоки. Многу добре. Многу дипломатски, нема што. И додека нашите се лигавеа, Бугарија не стоеше во место. Па покрај овој меморандум дојде и декларација од Народното собрание исто така на тема Македонија. И Зоран Заев за дивно чудо повторно се излигави. Убаво ќе беше ако тоа не минуваше низ такви декларации, заради тоа што верувам дека нашето пријателство треба да расте. И секоја порака која што ќе го одвраќа тоа пријателство, предизвикува горчина во душите на двете страни, века и нас од страната на македонската страна предизвикува горчина, но еве го 17 и 18 Бугарија ќе биде една од тие земји кои што ќе гласат за почеток на преговори. Со декларацијата Бугарија ја условува употребата на македонскиот јазик и идентитетот. И бугарските власти бараат решавање на историските прашања пред отворање на преговарачките поглавја. Имало горчина во душата, но еве Бугарија сепак ќе гласала за почеток на преговорите за Македонија. Така ли е? Бидејќи ти го потпиша договорот за добрососедство. И не само тоа, туку за да се осигураш дека тоа ќе мине така, го даде и најсрамното интервју во историјата на македонската политика. Сакам да ја испратам пораката дека интерес на македонците, македонскиот народ и целиот народ во Република Северна Македонија да го унапреди и имплементира комплетно договорот
со Бугарија и целосно негова реализација, тоа е прво наш интерес. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Низ таа заедничка историја, ние, двете страни, треба да бидеме паметни да ги градиме мостовите на пријателство. И затоа зборуваме дека Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Тоест няма никакъв проблем да се каже Гоце Делчев как се е чувствал. Проблем ли е това? Така е, и ние ги имаме книгите, и тие книги треба да се објават, и историчарите да го потврдат тоа, и целото тоа треба да го направиме на најубав начин, како да станеме уште подобри пријатели, уште повеќе да соработуваме. Ние веќе за историски личности од средниот век наназад, од цар Самуил, од Кирил и Методий, Климент и Наум, дефиниравме заедничко чествување, имаме записници и јас верувам дека двете страни се веќе подготвени да ги објавиме, оти треба да ги впишеме во учебниците. Затоа што новите генерации не ја знаат целата оваа реалност која што треба да не сплотува. И во самите учебници, и во Северна Македонија, и во Бугарија, тоа влијае на луѓето на многу погрешен начин. Треба тоа да го промениме. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Таа во 40... По тази логика трябва, когато говорите с госпожа Меркел, да ја говорите, че се фашисти. Тоа не е точно. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот. Јас ги кажувам историските факти на кои што мораме да работиме во иднина, заради тоа што периодите наназад тоа не ни го возможиле. Сега треба да бидеме паметни. Сегашните генерации да го тоа промениме во духот на огромното пријателство кое што го имаме. Ете, ова сигурно е она што ќе ги доубеди комшииве, ова земање така до грло, до желудник, ќе ги убеди нашите добри соседи бугари да не пуштат да преговараме со Европската Унија. Така? Така? Разговорите помеѓу министерот за надворешни работи Османи и премиерот Бојко Борисов беа добри, но разговорите помеѓу министерката Екатерина Захариева и министерот Бујар Османи не се баш добри. Тоа што е предложено од таа страна ниту е добрососедство, ниту е братство, ниту најмалку е европско. И ако тоа така остане, треба да го подготвиме нашиот македонски народ, дека може да не отпочне првата меѓувладина конференција, која што очекуваме во декември. Но, јас верувам дека тоа не е став на премиерот Борисов, мојот пријател и брат. Како бе така тоа што е предложено од таму не било добрососедство? За вето ли не подготвуваше Црни Зоране? Ама надежта умира последна. До последен момент Заев вели дека се надевал дека ставот на Захариева, кој не бил баш добар, не бил став и на незиниот шеф Бојко Борисов, зошто бидејќи Бојко Борисов бил пријател и брат на Зоран Заев. Бугарија стави вето, го прекрши договорот за добрососедство и пријателство и со тоа застана на патот на нашата европска интеграција, за која повеќе пати европските институции и земјите членки, вклучително и самата таа, потврдија дека целосно сме ги исполниле условите. Оваа неодговорна грешка е горчлива вест и големо разочарување за сите граѓани, рече премиерот Зоран Заев во обраќањето по повод неприфаќањето на преговарачката рамка и у Македонија од страна на официјална Софија. Не е европски да му ја пишувате историјата на друг народ. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Да му наметнувате идентитет на друг народ и да го убедувате дека треба да го прифати. Ние сме братски хора, същи народ. Затоа ние застанавме цврсто во одбрана на македонските национални интереси. И братот му го тргна ножот. Кој знае колку се смееле кога во Бугарија кога го слушале Заев да дава вакви тупи изјави. И ако на ова не се расплакавте, на оваа драматична епизода на Заев, не знам на што би се расплакале вие луѓе во животот. И мора да признаеме, многу цврсто ги одбранија националните интереси.
им подпишаа договор за заедничка историја. По кога Бугарија тргна да ни ја бугаризира историјата, Заев глумеше збунет и туку што паднат од Марс. А тврдеше дека подпишал договор со кој ги затворил сите прашања и им се лигавеше после тоа дека сме биле исти народ, сшти народ и како и да беше тоа. Кога овие пак побараа да им подпише дека сме исти народ, Заев почна да се лигави па дома пред нас дека бил увреđен, навреđен и повреđен. Како неговиот наследник, например, кој се жалеше на болки во стомакот за време на неговите пак преговори со Бугарија. Јас бев дел од преговорите со Република Бугарија. Тие преговори, за мене и за граѓаните на оваа држава, предизвикуваат чувство. Јас го имав тоа чувство. И го делам чувството на граѓаните. Како некој со нож да ви го сече стомакот. Да, време е да дојдеме во најновиот период кога историјата започнува нормално да се повторува. Како да заборавивме на се што се случуваше со бугарските меморандуми, вета, забрани за Илинден, разни закани. Се сменија Заев и Ковачевски. Во Бугарија пак дојде Кирил Петков и како се да почна одново, од нула. Бугарија дури се погрижи и да ја смени реториката, па наместо за историја започна да зборува и за човекови права. България има 3 ясни изисквания. Първо, спазване на рамковата позиция, която беше приета от българския парламент, включване на българите в Конституцията на Република Северна Македония, за да могат техните права да бъдат защитени. И 3, договора за добросъседство да се изпълнява. Просто и ясно. Се разбира, договорот за добрососедство, тој клучен документ за да може да ни ја вадат маста од како Заев им подпиша дека имаме заедничка историја. Иако беше предупредуван да не го прави тоа, тој договор беше и на устата на Кирил Петков, новиот бугарски премиер. На устата на нашиот пак, кога историјата во прашање, немаше нешто многу зборови така замашала да се каже. Кој е вашиот став? Дали имаме ние заедничка историја со бугарите како што тие ја толкуваат? Јас не сум историчар и тоа прашање би го оставил да го реши Комисијата за историски и образовни прашања која што е формирана. Ете, не бил историчар човекот и не знае дали нашата историја била бугарска. Ама ако ти не си историчар, има кој да е. Румен Радев, например. Не знам дали си чул за овој историчар. Опитът на политиците в Република Северна Македония да градят идентичност на базата на фалшификациите на комунистическият интернационал, а не на историческата истина, са срещу интересите на гражданите на Република Северна Македония, които наистина желаят членство в Европейскиот съюз. Ова е април 2022 година, некои 4 месеци од како Ковачевски стана премиер. Ова се истите зборови што ги зборуваше Божидар Димитров во 2017 година, најавувајќи што треба да подпише, што ќе подпише Зоран Заев. А после овие исти зборови Бугарија ги усвои како своји политики официјални во документи, ставајќи ги во тие меморандуми и декларации околу 2020 година. Значи, ништо не се променило во нивните позиции, што резултираше со она изјава на Заев дека сакаат да ни го сменат идентитетот. Ајде мајката, тогаш ли свати. Но окей, сега имавме нов Заев, Димитар Ковачевски, кој буквално реши да го следи аманетот на Заев за заедничката историја. Тој ни остави аманет, ние од тој пат нема да отстапиме. Аманетот значеше веројатно дека и Ковачевски треба да им подпише документ на бугарите за договорот за добрососедство на Заев да влезе во преговарачката рамка, што тој нормално го стори, иако комшиите не престана да го верглаат истото кон нас. И за това не трябва да допускаме легитимацията на македонизм, на идеологеми от бивша Югославия и Коминтерна да намират място в Европейския съюз, защото те ще имат дългосрочни неблагоприятни последици за Съюза. Да мислим в дългосрочна перспектива за стабилността на Европейския съюз. Мај 2022 година, месец и пол пред францускиот предлог, Румен Радев уште еднаш повторува дека македонизмот бил измислица на комунизмот и не смее да му се дозволи влез во Европската Унија. Па месец и пол после ова доаѓа францускиот предлог. И што за тој предлог мисли истиот овој Румен Радев? Еве, ова.
Францускиот предлог за преговарачката рамка за Македонија е најдобриот досега, изјави бугарскиот претседател Румен Радев. За Радев, негаторот на македонците, овој предлог бил најдобар до сега. Што пак за овој предлог мислеше човекот кој претходно го расплака Заев откако му ја раскина братската врска? На тврдокорниот Бојко Борисов му се допаја францускиот предлог, најави дека пратениците од ГЕРБ ќе го поддржат и ја повика владата на Кирил Петков што поскоро да го достави до парламентот. И за Бојко Борисов францускиот предлог беше добар, бидејќи ги содржи сите бугарски барања и позиции. А тие веќе се надевам, народе, дека добро ги знаеме, нели? А како изреагира нашиот премиер Ковачевски на ова? Со глумење лудило нормално. Прво кажа не на францускиот предлог, па сменија 3 запирки во предлогот и кажа да. На ваков предлог, кој целосно ги отсликува нашите државни интереси и црвени линии, јас, владата и председателот на државата кажав и кажавме да. Да живеат граѓаните, да живее Република Северна Македонија! Со нож да ги боде во стомак. Тоа беше чувството. Со нож да ги боде во стомак. Откако Таче Ковачевски кажа историско да. Да видиме што кажа бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска. Дали воопшто постоел нов втор француски предлог? Ковачевски заяви тази вечер, че историческите въпроси и протоколите не са част от преговорната рамка. Вярно ли е това? Това не съм го слушала. Аз от самолета дойдох директно тук. Какво е казал господин Ковачевски? Това са точните му думи. Знаете много добре, каза го и на изслушването, това е един пакет, 3 документа, говорим за преговорна рамка, заключение на съвета и протокол. А има ли второ френско предложение? Няма второ френско предложение. И конечно, што рече премиерот тогашен нели на Бугарија Кирил Петков за францускиот предлог за кој Таче дигна раце, високо се радуваше и кажа да. Ами аз мисля, че там направихме нещо невероятно. За пръв път Бруксел взе българската позиция изцяло. Това се случи. Брисел ја зел предвид во целост бугарската позиција. Тоа го рече Кирил Петков. А бугарската позиција, како што веќе научивме, во однос на Македонија е непроменета. И еве, ја повтори и наследникот на Кирил Петков, најновиот премиер на Бугарија, академикот, умерениот Николај Денков. 2 август е символ. На тази дата, преди 120 години, българите в Македония и Одринска Тракия доказват, че идеята за демократска република, в която българи, турци, евреи ще бъдат равноправни във всяко отношение, не е увиснала на бесилото заедно с Левски. Илинденско-Преображенското въстание е събитие с особено висока историческа стойност за съвременната българска нация. Не е случайно, че тъкмо българите са движещата сила в най-масовото въстание срещу Османската империя по тези земи. В географските области Македония и Източна Тракия по това време те са най-многочислената и политически най-активната част от иначе разнородното и население. Българското съдържание и облик на въстанието, а и на цялостното революционно движение в Македония и Одринско е призната от всички. От османските власти, от останалите етнически общности и от балканските съседи. По това време споменът за съединението през 1885 година не е далечен. Затова и свои, и чужди са наясно с естествената посока на исканата пълна автономия на Македония и Одринско към едно следващо съединение. Ова е 2 август 2023 година. Во меѓувреме овие години во Бугарија се менуваа влади, премиери, министри, но не се менуваше односот кон Македонија. И во Македонија се менуваа влади и министри, да, но од иста политичка гарнитура и со иста политичка филозофија. И додека на гарнитурата на Заев и требаше 4 години да признае официјално дека потпиша капитулација уште во 2017 година, новата екипа на Димитар Ковачевски уште е во фазата се правиме будали, ми нисмо одавде и не убедуваат дека сето ова што досега го
видовме и на што се подсетивме, не се случило и дека тие го заштитија и јазикот и идентитетот. Во исто време кога неговиот колега од Бугарија на Илинден, таа точка на сретнување со вистината за нашата трагедија од надворешна политика, среде Софија неговиот бугарски колега сите нас со се партали, што би се рекло, не прогласи за бугари. А нашиве тука ќе се прават недоветни. Само уште уставните измени требало да ги спроведеме, тие биле обично техничко прашање и влегуваме во Европската Унија. Ништо друго немало да се смени, се е заштитено или што би рекол Заевна Македонија, едно влакно нема да и фали. Мало сутра. Францускиот предлог го крија, исто како и договорот за добрососедство. Предупредувањата на опозицијата, експертската јавност и десетиците илјади обични граѓани за штетноста од прифаќањето на овој предлог исто така ги игнорираа, ги нарекуваа хистерија, исто како и пред 6 години со договорот за добрососедство. Историјата се повторува, да, еднаш како трагедија, втор пат како фарса. Ако правиш се исто како и претходно и резултатот ќе биде ист како и претходно, што и го видовме на 2 август во Софија. Сите го видовме нормално, освен власта, исто како и пред 6 години. Какви дилетанти, какви штетници, какви предавници. Патем, јас имам право да говорам на темава, не само затоа што ја следам ревносно со години, туку затоа што и во таа 2017 година, кога сум имал прилика, сум зборувал за овие работи. Еве, јас ке ве прашам каква беше пораката со денешната седница во Струмица меѓу македонската и бугарската влада? Очекувате подобрување на целокупниот амбиент во градење на добро соседство? Не, бидејќи пораката не кореспондира со содржината на договорот. Ако навистина господинот Борисов рекол дека време е да ја оставаме историјата поназад, очекувам и во договорот за добрососедство да се извадат оние заеднички комисии кои што се на некој начин, кога веќе ќе влезат во еден договор, понатаму и ќе станат услов, односно нивното работење, она што ќе произлезе од нивното работење, потенцијално може да биде наш предуслов за патот према, како што би рекле, Европејскиот сојуз. Во договорот има една кочница и таа е историска кочница. И за мене никогаш нема да може да биде успешен, не кочи чувството дека Бугарија бара нешто од нас кога е во прашање историјата. И тука е абсурдно прашањето каква врска има историјата, прашањата што ќе ги отвараме во тие комисии, кои што ќе произведуваат проблеми неминовно. Каква врска има тоа со тоа дали ние ќе бидеме добри соседи денеска? Евентуално ние го чекаме. Со тие прашања треба да се занимаваат академици. Меѓутоа со тие прашања треба да се занимаваат надвор од некаков договор. Занимавале академици? Да, ама сега тие влегоа во договор кој што ќе произведе услови за нас како држава и ќе произведе фрустрации, бидејќи од позиција на сила Бугарија, точно знаеме сите зошто ова сега точно се случува во еден поширок контекст, треба да го гледаме и со решавањето на името. Меѓутоа ВМРО преговараше 10 години, Заев за 10 минути го реши проблемот на начин на кој што тој смета дека го решил проблемот. Јас ви гарантирам дека не е решен и ќе произведува и понатаму реални проблеми меѓу луѓето. Ти ВМРО да помне дека беа на власт, да разговара за подобрување на односите, се говореше, се буквално кажа, се крчкаше тој договор за добрососедство, мислам. Во кој што немаше историја. Ме разбирате ли што ви кажувам? За мене е историјата проблем за суштинска реализација на тој договор, а не само за некоја мимикрија која што има за цел на крај на денот можеби да произведе нешто друго во контекст со името, со МПЦ и така натака и така натака. Видете вака, не може да си официјално лице на држава која што составила таков договор, да си министер за одбрана и утре дента да дојдеш среде Скопје и да кажеш дека Илинден е најголемото бугарско востание, дека Гоце Делчев не е спорен неговиот идентитет, дека Гоце Делчев бил бугарин. Зошто? Дали некој од Македонија отишол во Бугарија да им кажува, ама не е Гоце Делчев ова според писмото до, како се викаше, туку читајте го писмото. Океј, читај го писмото до генерал Николаев што му кажува, па нему. Ако немаме во официјална политика историја едно 50 години, совршено добро ќе живееме и многу повеќе ќе се почитуваме како луѓе, нема да има никаква омраза. Не може да ме обвиниш мене за омраза ако изреагирам на тоа што јас ништо не правам во однос на образовниот систем во Република Бугарија, ама ништо буквално, како сакаш учи. Дозволи ни ние да си ја толкуваме историјата како што толкуваме. Гоце Делчев е македонски национален херој. Тоа е тоа, народе, непријателот и надворешниот и внатрешниот го знаеме. Останува да го правиме она што најдобро сме го правеле низ вековите. Да се бориме за Македонија. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со аналитичарот и колумнист Александар Ристевски. Ке биде интересно. Започнуваме веднаш.
После овој обемен воведен дел кој дали ви се допадна, не може да ви се допадне такво нешто, но добре да се знаат и да се повторуваат тие работи. Следи еден малце порелаксиран дел, сепак е сабота вечер. За прв пат во вечерното шоу Александар Ристевски. Добро вечер, добре дојде. Добра вечер, господине Богдан Илиевски, како сме? Одлично, со В или без В беше Ристевски? Прво тоа верувам дека ја интересира јавноста. Шала, да. Александар Ристевски. Да, ние веќе се наоштривме тука за малце понасмеење да ја туркаме, бидејќи па ако не се смееме, работите ќе се исти, ама ние ќе сме малце понервозни. Да те прашам. А такво ни е и заедничкото минато, весело. Апсолутно, да. Ние се знаеме колку е, 15 години сигурно. 15, така, другарски од извиđење скоро 20. Така. Така. Си одиш често во извиđење, вака или не си било давно? Поредко, ти знам дека скоро ич и јас така, скоро ич. Ти така. Си, да не дојде со конј, сакав да те прашам. Кога се договаравме за гостување, во беше актуелно патувањето со конј, на конјици и така натака? Не бев спремен, имав голема желба, но не успеав да изменаџирам конј во Централно градско подрачје. Имаме на теорија дека тие 3 коња што угинаа во зоолошка градина, уствари ги барал Зечевиќ за да ги носит за Крушево. И овие во духот на Илинден направиле саможртва, рекле. Немој болка и љубов ми е зоолошката, знаеш дека сум поврзан по многу аспекти, ама да, види, знаеш како кога ќе влезеш во ниво на патетика на некои луѓе, еве нели со та вардарска ваква онаква и не знам што, и кога ќе влезеш во, јас се сеќавам дека ти би бил Драгорски. Драгорски може, да. Да, Драгорски, да. Добро ти ова. Види, кога ќе влезеш во една патетика, јас се сеќавам уште пред едно 10 на 15 години поранешниот нели председател на државата и лидер на актуелната власт, поранешен нели господинот БЦ. Бранко Цренкс. Да. После 20 години политичка кариера, тој пример јас се сеќавам кога пробуваше да ја руши владата на ВМРО-ДПМН пред некои си 10 на 11-12 години, направи една пермутација, почна преку ној верник да станува, па почна да иде за Велик ден во црква, па на разноразни настани, што 20 години не го направи. Ова се со коничкиве, со маршовите, со ова. Тоа ми е една форма на очајно додворување на народот во моментот кога веќе цела јавност, цела раја има кренато раце од вас. Во момент кога не даваш никаква поддршка за Илинденски марш кој се одржува 40 години или не знам како беше, мислам дека 40 години се одржува, и кога ја укинуваш и таа помош која ја давала и државата, и градот, и министерство, и се овона. И иде миле, лајковачком пругом. Иде миле, прави паралелен систем, секоја чест, мислам, симпатично делува, преди се затоа што емисии од овој формат како твојата и останатите активности на социјални мрежи и интернет максимално дава месо, затоа што знаеш што е најтрагично, кога имаш одредена категорија на емисии која работат политичка сатира и ово, и одредени сајтови кои тоа го третираат, многу е лошо кога нема месо. Немаш што да создадеш. Штоф нема, да. Вака, така да им благодариме, длабоко им благодариме, да, за материјалите. Во тек на една недела, нели, меѓу еден и друг викенд, меѓу снимања, ми се случувало да мислам дека имам материјали, не да мислам, него реално имам материјали за 5 стендапи, за дупло од материјалот што го продуцирам, имам материјал. Но проблемот е 2 дена трае тема и толку, бидејќи има нешто ново. Исто е со колумните. Да, ти си колумнист на Курир МКЗ, оние кои не знаат. Веќе колку 4,5 години активно. Пребарајте се Александар Ристевски. Да. Ќе видите зашто се пишува. Трагедијата најголема е што ако утниш една тема, ти ја газа другата тема и сега секој што малку знае околу пишувањето и креативното пишување, значи не е само составка од дете, нели, мора да има влез, поента, излез, сижеб, заклучок, нели да кажеме. Јас се држам ни една моја колумна да не биде ни прекратка ни предолга. Оптимум е 2 страни пишани, фонт 11-ка, 1.15 проред, значи 2 страни текст. 3 минути. Па 3 до 5 минути за да се прочита, да. Ке тргнеш, знаеш дека имам недовршени, можда едно 100 колумни имам недовршени. Да, си влегол во некоја идеја, до некаде идеш, па нешто друго се случува и го поклопува некоја епохална глупост, некој епохален криминал, некоја епохална проневера, некој кикс невиден и едноставно не можеш да не го покриеш, знаеш. Приоритетите се други. Некојаш пробуваш да излезеш од шаблоните на тоа што е актуелната јавност или актуелната медиуми. Јас сум исклучително горд што во едно 10 случаи
десетина случаи имам наметнато теми што после мас медиумите ги обработуваат и мислам дека со тоа ја постигнувам поентата на пишување. Мислам дека е грешка на многу од луѓето што се без огледали се активни во политиката или се само да кажеме аналитичари или стручни критичари на општествените дејанија, да се занимаваат само со дневни препукувања, тие што се директно активни, ни во целост ги сваќам, но премногу се многу од нив влезени во шаблон да го третираат тоа што треба. Јас мислам дека силата на отстапениот простор за пишување на нешто е да можеш да повлечеш одредени теми. Јас сум повлекол теми за изборни модели, за инфраструктура, за железница, за патна мрежа, за здравство, за злоупотреба на лекарства, за универзална во неколку наврати, така да... Алек на времето, знаеш, пишував колумни јас, пишував и на Офнет, пишував и на Телеграф, и тоа не сум го правел, не знам, 6-7 години. Последни истражувања, се зборуваме малку за новите навики на живот. Да. Attention span, односно времето, внимание на една работа, дори го земаш телефонот и скролаш вака, е од 2,8 до 8 секунди. И на едно земање на телефон, еден циклус, нели седиме сега, па го земаме телефонот, човек добива околу 500 информации. Сам да кажам, ти си од времето на блогерај. Ако некој помлад не гледа вечерва, не ни памти што е блогерај, не ни знае што е блогерај. Да се живи и здрави. Но беше блогерај, се појави интернет форумите. Имаше дискусија, дебата таму. Што станува со сати луѓе. Така е. Дојде Facebook. Facebook почна да прави чуда. Се појави Twitter. Предизвик во кратка форма да се изразиш. Микроблогирање, па светски трендови, Јасминова револуција, не знам што Твитержи, нели као статусен символ стана. Божем, со 5 клика и стануваш попаметен. Не се. После дојде Instagram. Значи се оди на друг формат, бидејќи секогаш и сега истражувањата истото го велат, сликата привлекува повеќе внимание него текстот. Од Инстаграм дојдовме на она TikTok. Се имаш и реверзибилен процес. Од TikTok и од Инста назад почна да се јавуваат содржини на Facebook, например, се појавија тие Reels. Значи, колку што е можно пократка содржина, да е видео и времето исто диктира да е глупост за да биде гледана, кликана, а гледања, кликови се манифестираат преку маркетинг агенции, во спонзори и така натака и така натака. А ти пишуваш колумни. Како изгледа тоа? Мислам, реално задоволен ли си од читачките навики на луѓето или си имаш така една стандардна публика која што те прати ради веќе, нели, 4 кусур години е бајаги време да во континуитет да си ја изградиш таа публика. Ме разбираш? Апсолутно. Види, сето ова ти што го кажа, телевизијата истиот проблем го има. Млада публика нема на телевизија. Сето ова ти што го кажа е апсолутно точно до збор и јас го знам, меѓу другото, нели, и семејно, знаеш, публички членови се поврзани. Голем поздрав до Владко. Ете така. По неубавата половина. Ајде, ти си ми така, од браката. Поздрав, брат. Значи, иако сме и јас, нели, и ти, сите ние, и обкружувањето мое, твое и на луѓе кои се познаваме, сме детално запознаени со тие трендови сепак јас, како некаков си класичар, верувам дека колумната како пишан збор и како документ е своевидно сведоштво што јас паралелно и колумните кои се објавуваат на порталот Курир ги реобјавувам и на Култура и на некои други места за да останат, затоа што неретко знаеш што се случува. Да, архивата отиде и на пример, да. Не постоиш веќе. Ете така. Мене ми е многу мило што одредени агрегати, да кажеме, има некакви зачувани бази. Не знам дали знаеш дека многу од сајтовите кои дури не постојат, има места каде што можеш да ги најдеш како архивирани. Да, и постојат за среќа, да. Иако се нели избришани. Што е поентата на колумната како пишана форма? Исто како и телевизијата може да застари, да кажеме во одреден момент, може да се бараат нови текови, нови трендови, но сепак има една критична маса на публика која е инволвирана системски, инволвирана државно или инволвирана со тема и таа публика ја интересира што имаш да кажеш, поготоа ако се они засегнати. Пример ќе ти кажам. Јас не можам да кажам дека имам стандардна, фиксна читачка публика. Да, имаш различни теми. Но еве, јас се трудам, јас види, нигде не претендирам да бидам експерт затоа што не сум. Добре, експертите пишуваат детално. Ти го наблюдуваш светот, разбирам. Апсолутно. И сега, имам, да кажеме, 10 пати пишувано на тема на здравство.
Јас не пишувам на ѓуture без врска, него ќе прашам некоја личност во таа сфера што е исклучително јака. Пример, една од првите колумни пред 4,5 години беше таблетоманија. Во смисол системот каде што се гледа напишани рецепти и сватив дека кај нас по мање више по глава на жител возрасен или гласач, да кажеме, годишно по една кутија диазепам се препишува. Тоа значи дека сме ние максимално издрокирана и седатирана нација. Што е една кутија диазепам? Да, ама сите. Во една вечер ја пијаме. Ама сите. Ама сите. Значи иронијата... Сега имаше ново истражување конкретно веќе. Да, значи 1.400.000 рецепти. Да, 1.400.000. Страшно. Сега рачуне. Не знам дали е страшно. Има психијатар, ќе ти кажам зашто. Не знам, да не ги стигматизираме луѓето кои го користат. Бидејќи не е забранет лекот како да. Не, баш напротив. Има психијатар во емисија Славица Арсова, феноменална личност. На наредното доаѓање, тоа сакам да ја прашам. Што е со диазепамот и со фамата? Колку пиеле диазепам? Знаеме ли колку се пие, не знам, од сите возможни лекарства? Да, ова не е од тие сертолици како се анксиолитик, мускулатор е релаксант. Не, мускулатор е релаксатор, не, B6, витаминче да се напиеш, B комплекс. Не, јас сум на пиво генерално, но... Ете така. Јас на ништо, јас на благо, ама треба и тоа да го прекинам. Но си ја работел таа тема ме и сакам да ти кажам, кога ќе се повлечиш на одредена тема или еве на тема, на вистина пријатно се изненадив кога пишав неколку колумни на тема еве железница, инфраструктура, пријатно се изненадив што луѓе дури луѓе кои не ме знаат со таа фела покани за пријателства, па не знам, коментари. Што има пријатно во темата железници во Македонија? Кажи ми. Вака, еве во неколку збора ќе бидам краток и конкретен. Ние, со оглед на конфигурацијата на теренот, имаме релативно добра железничка мрежа и малку треба да се развие. Добро. Не малку, многу треба, ама сакам да ти кажам, ние имаме околу Скопје неколку места, како што е Трубарево, како што е Даме Груев, како што е Скопје Севери, неколку места. Малку треба, еве сега слушам иницијатива актуелната власт повлекла, за тоа пред години нешто пишував, дека е смешно за 1 километар да не се направи пруга да пристапува до нашиот аеродром. Зошто ние мораме со коли да одиме на аеродром? Зошто мора од оние автобусите што се одлични, одат на 4 на 5 сати за Скопје што одат? Зошто да нема воз, човек да си плати 100-150 денари, да си стигне на железничка и од железничка се фати на градски, селски или било каков автобус? Сегде во светот тоа го има. Како ти проаѓаат овие теми кои еве ти ги наметнуваш, бидејќи се интересни? Така, јас се шегувам железница, бидејќи е катастрофално генерална состојбата во македонски железници, но се луѓето во штрајк или прештрајк. Но генерално супер е. Тоа е малтене новинарство, нели? Наоѓаш тема, ја наметнуваш, отвараш дебата, се зборува, даваш фокус, светло на некаков проблем и одолеваш на предизвикот да се бавиш, на пример, оваа недела со Миле Зечевич и колку тој смешно изгледал, обидувајќи се да се покаже како војвода, бидејќи... Имам неколку форми на сатира, неколку пати, кога душа не ми дала, морам да отидам јас малку во сатира, иако јас претендирам повеќе да отварам и јас некогаш тоа го правам. Да. Претендирам повеќе да иницирам, да кажем, и посериозни теми или да повикам на свест кај народот за одредени случувања. Но прашање колку ќе се повлечат или колку ќе се актуализираат, има и сето тоа колку, да кажеме, вие останатите поголемите, да кажеме, телевизиските медиуми, поголемите портали, самите редакции ќе се фатат на таа мамка, но уште повеќе влијание има колку глупости ќе се случат во државата. И се понекогаш, јас ти тврдам дека имам барем едно 10, да кажеме, теми пуштено кои или замреле или прошле слабо ради една работа, затоа што во државата се случуваат апсолутно глупости, значи се случуваат криминали, провеневери, тендери без врска, изјави зелени, незрели на луѓе кои очекуваш да ја водат државата, па тресат зелени од типот на председател на држава, председател на собрание, министри, и не можеш едноставно да се бориш со нивните глупости. Значи ние креираме толку глупости по глава на жител, што една моја блиска личност ми вика, ама види српската естрада колку е интересна, види што прават во задруга, нема потреба ни задруга, пушти собраниски канал, ети задруга. Значи поголема задруга од тоа нема, знаеш. И сега види, во недостаток на таков ентертејмент, да кажеме забава, македонската млада популација е привлечена на тие светски и бивши југословенски простори.
Ние всушност со дисфункционалната политика, ние политиката ја направивме, да кажеме, естрада која младите не ја интересира. И кај нас политиката стана социјален статус и нешто со што се занимаваат средновечните и старите. Јас младите воопшто не ги гледам инволвирани општествено-политички, може би не треба да бидат, но сега се тотално незаинтересирани. Незаинтересирани се затоа што креваат рака од општество и нормално имаш председател кој ти вика дека ако не е председател на држава, он би се иселил у странство. Ама сега вика дека сада да ги врати младите. Како ќе ги врати младите, господин Љубави? Треба да им даде прилика да бидат председатели по 2 сати во денот. Па може би тоа, или да ја спуштиме границата, да не треба 40 години за председател. Ама слушно, па сега не одам nimalo параноја околу тоа кој кога ќе полнил 40 години, па дали ќе станел кандидат, а не знаеш. Не знам, не сум во тега. Да. Мислам, знам за таму роварење со Оливер Спасовски и така. Не, параноја имало кој од опозицијата требало допрва да полни 40 години, па дали ќе го фателе, па дали имало шанса тој да биде кандидат и така. Добро, не интересна тема во председателски избори во моментов кога имаме бајаги поинтересни. Например, едно од нив е, да не се држиме за појавите, туку за процесите. Викаш, во Србија се фокусирани опчините со задруга и така. Да, апсолутно. Кај нас не се интересираат воопшто за политика, веројатно чувствувајќи дека не може ништо да сменат. Зборам за најголем дел. Он е до 30, да кажем. Од младината. Колку е здраво за едно општество да е состојбата таква, да не знам, видите, во Србија да се главни звезди тие во задруга. Јас тоа задруга искрено неам гледано. Не се фолирам, бидејќи просто не ме интересира. Како дете сум ги гледал тие. Тоа сум јас, како се вика некој шоу. Да, нашиве. Нашите сум ги гледал, вака, ама веруваш или не, тебе поминал мера како тој воајерски. Тебе не те интересира. И мене не ме интересирало, доека блиска особа не ме фокусирала натаму да видам. Ти дали си свесен дека индустријата која се вика задруга, прво не ја гледаат во Србија, не ја гледаат на Балкан, ја гледаат цел свет. Дали знаеш дека за тоа што се случува во тоа реално шоу со години, таму тоа е цел град направен? Да, тоа. Дали знаеш дека за нив пишуваат медиуми на англиски, на германски, на шведски, но ова не е шоу. Ама што пишуваат? Знаеш дека тоа е сценирано? Скандали. Знаеш дека е сценирано, така? Апсолутно. Значи се режира. Ама на народот му интересно. Викаш на, не знам, Милка од задруга, Милка оди опција и имаш 100 евра, ова викат окей. Пикнете се под чаршав, имате 300 евра. Дали знаеш дека они го јадат терминот кој никој да не откривам тајни на магијата на телевизијата, така е. Испаѓа дека ние им правиме сега нив рекламу уште толку, али факт е една работа дека не, како феномен го наблюдувам, сам зашто е толку привлечно, освен воајерскиот дел. Па токму тоа, ама види, толку го збогатија, толку го зголемија и не заборавај дека благодарение на тоа шоу еден куп луѓе заработуваат. Ван нив. Добро сега, како ти кажам, и во Северна Кореја еден куп луѓе заработуваат, па имаме што да кажеме за тоа општество таму. Јас оваа тема ја коментирам откажаност на севкупната популација дека има надеж нешто да се смени во државата. И сега удри бригу на веселје, ќе гледаме некој таму што се расправаат, си кубат коси, ќе навиваме. И човек што се занимава со таков чип воеризам, нема време да се посвети на темата за железницата. Зашто немаме 1 километар железница до аеродром, например. Нели зборувам за што е битна за сите нас. За сите нас. Пилето или кокошката, што е тука постара? Можно ли е па и некој да стимулира таква атмосфера, односно, не знам, еве па и во глобални трендови, TikTok. Може да го анализираме исто по тој начин. Не само како може кинески TikTokот како феномен е многу интересен, програм кој што американците се плашат од него. Треба да се плашат ради една работа, затоа што развиеноста на тој кинески алгоритам кој е гениален, вели една работа, секој пат му пушта на тој во таа држава, тоа во зависност на неговите, да кажеме, потреби, желби или желба за пропаганда. Сите луѓе што гледале во Азија TikTok викаат многу е креативно, таму вика задачи по математика, ово, доека развратот и сето на дивјантно многу повеќе овде го има. И не е само податоците што ги има, што ги влечат секој корисник, буквално ако има во Америка TikTok 30-50 милиони корисници, ти имаат малтене огромна база на податоци за тие луѓе, туку да може и да им пласираат. Ете така. Види, прашањето на комуникациите на мрежите
обичниот народ не го применува. Ќе ти кажам една работа. Мрежите кој ги промовираше секогаш од запад, така? И 2G, и 3G, и 4G. Кој требаше да вгради 5G? Huawei. И настана огромна војна по тоа прашање. Да, проблем, голем проблем. Така? Да, така. Глобален, светски. Добро, ја знаеме современата демократија. Демократски она што ние ќе кажеме дека е демократски, на пример, чива треба да биде чешмата. Во Македонија недемократски е, антидржавно, антидемократски, антицивилизацијски, ти да речеш, ама чекај бе, добро, супер е Америка, Британија, сега планетава дај да видиме цела, може да имате некоја друга точка на овој каменов на кој што лебдиме околу. Ти си руски бот. Да, веројатно. И јас испаѓа. Види, знаеш што е иронијата? Иронијата на ставање. Ние сме за демократија, но ти не смееш да помислиш дека постои друг свет освен овој кој што ти го промовираме за најдобар. Ние имаме проблем со слуги. А слугите секогаш историјата, секогаш знаеш како викаат. Не мора за Џабир Дерала сега веднаш да. Добро, како сакаш. Да е само тој би било многу полесно во општеството. Проблемот каде настанува? Слугите забораваат една многу битна работа, велат тој што не го знае минатото, имам проблем во сегашност и нема иднина. Сите тие што се слуги на некого, не збориме само на САД или некој било кој западен играч или било САД кој. или никад, да. Да, САД или никад, now or never. Слугите се земаат, се ставаат во функција, им се дава се и се што. И после тоалет папир. И како искористен тоалет папир или презерватив, Шарен кондом, да. се фрлаат нормално во WC шолја или во ѓубре. И тоа несваќање на тој тип на луѓе после ќе дојде до ниво на плачење, нели, играчка плачка, а секој пат големиот играч, кога ќе налета на достоинствен човек, на човек со свој образ, со свој јас, со свое достоинство, не е среќен со него, затоа што нели овој не му доволува, но го почитува и знае дека на еднакво ниво, на еднаква рамка, иако е тој од повисоко, ти од пониско, дека знае дека ако преговари и ако се договори за нешто е завршена работата и дека тоа е тоа. И секогаш ќе те почитува. Додека купениот играч го користиш додека има функционална вредност. Во моментот кога нема, тој одима и филм нели со Том Круз Колатерал, се ви каже. Па колатералната штета полека но сигурно се случува. И мене на вистина не ми е јасно Тој тренинг зашто започнува во семејството веројатно. Не може ти не се формира с менталитет на слуга на друго место. Ти си дете од Охрид, јас сум нели по фамилија по потекло битолчанец, не ги без. Се зезам бе добро. Битолчанец, да, се смееме за оваа тема. Во Битол Затоа си Драгорски, иначе ќе беше поинаку. Да. Тоа е на пратеникот од власта Талевски, да. Таму беше интересен муаветот, да. Има една фраза, вете средни некој што не те знае, ти вика чии си ведете. Значи, бекграундот или позадината на еден човек не целосно го определува и детерминира човекот, но доволно говори. Така да ако те знаат чиво дете си, кој ти е татко, кој ти е мајка, кој ти е баба, кој ти е дедо, во помалите градови или помалите средини дава доволна основа за некакво, да кажеме... Добро, а помалите средини се празнати, сега во ова големо тесто скопско во кое што сите функционираме, да. Јас не знам, немам впечаток дека културата на слугување, иако е промовирана ептен на јавна сцена од премиерот, бившиот премиер, председателот и така натака, на пример, нели зборувавме кои се најголеми звезди во Македонија, така е, откако Тоше замина, има пример пеачи, има актери, меѓутоа тук таму има, да. За жал се бројат на прсти на една рака. Главните звезди се политичарите. Главните звезди се во политика. И тоа главно лошите. Општество презаситено со политика, меѓутоа реално и времето во кое што живееме, она што ни се случува како држава, до некаде го оправдува тоа, како да ти кажам. Види, најтешко е да го нападнеш народот. Најтешко е да го нападнеш. Не, пример, кажувам, са и моја анализа. Јас сум дел од тој народ. Од народот, така е. Најлошо е да го нападнеш народот, најлошо е да префрлиш сепа на една категорија политичари, но јас како човек кој израснал добар дел во Скопје, во Топанско поле и во Чаир, во тој дел од градот,
озлогласениот или Што би рекле бугарите, најопасниот дел. најопасниот, да, најопасниот. 4000 пати таму, па не. Например, не сум се во осетил. тој дел од градот, пример, се развива многу лошо задниве 20 години. Ама па задниве 20 години има различна територијална поделба од 2004 и таа територијална поделба си даде одредени ресидиви. Што значи тоа? Еве го знаеш ти теренот одблиску таму. Па еве ќе ви кажам, многу луѓе не се сеќаваат, пример, до Џон Кенеди, заклучно со Џон Кенеди, Јаја Паша, Серава и цел тој дел, тоа беше порано општина Центар. А Чаир беше од Џон Кенеди до граница со Косово. Патем, тоа е едно од најстарите јадра во Скопје. Тоа е старото јадро на Скопје, да. Да. Топанско поле е пример место каде што порано биле бавчи. А Чаир и оној останатиот дел, тоа се населбите каде што луѓето живееле, одма до чаршијата, нели? Да. Заедно со после тоа и Пајко мало, и Маџир мало, и после дошло и Ново мало и останатите, тоа било И Дебар мало. Па Дебар мало е само 100 години старо. 110. Значи не е старо, тоа е условно речено старо јадро, тоа било ново јадро после Балканските војни. Тогаш настанало. Фактички тоа било ново лисиче после Балканските војни, Првата светска војна. Доиран бил поголем од Скопје. Например, во тој да. период. И сега таа национал романтизам кој се случи после 2001 и желба за дела, за сегрегација, за мој дел, ваш дел, наш дел, овуна, вистина некои луѓе го искористија многу добро наплатија во задниве 20 години, барем во таа средина, градејќи диво, градејќи легално, узурпирајќи простор, прајќи се и се што, најмногу на крајот, знаеш што патеше во таа средина? Народот, обичниот народ. Затоа што таа средина, да кажеме, целата општина, го задржа бројот на жители кој го имаше, се дуплираше бројот на градби, се смени и етничката, да кажеме, структура, но најмногу се смени животот таму. Затоа што таму немаше средина, немаше парче земја на која не се изгради нешто. Тоа место катастрофално, не знам дали памтиш изборната програма за локалните избори пред 2 години, дури го донесоа богаташот од, кажи го, од Косово, Бечет Пацоли или кој дојде, кој рече дека ќе гради катни гаражи во Чаир. Го памтиш тоа? Не. Не. Дел од изборната кампања Само ако Хамза Донер даде некое ветување, би се заинтересирал. Да, ние сме двајцата, мислам дека овде гратис реклама им правиш. Со најголемо задоволство. Пласет каво ги сакаш? Солидни. Да не правам се друг вид на реклами, јас сум Хамзаш, верен, Хамзаш, лојален. да. Да. Јас ке тетка у Чаир. Добро, вие Сакам си ми погаѓи вие стари во Скопје не сте таму. Но еве во Чаир. Како и и да е. на што се должи тоа? Луѓето се фасцинираат да ги врземе муабетите на локалните шерифи. Зашто тие луѓе добиваат? Сега јас се правам, нели од Марса, ама еве конкретно за Чаир ме интересира. Не е фасцинацијата од шерифите, колку што е фасцинацијата од отуѓено со државата. Значи, самата држава во ниеден момент не успеала со тоа население без оглед која етничка припадност приеѓа, иако нели Чаир е во големо мнозинство, барем задниве десетина години, со албанско етничко потекло, иако таму имаш голем број македонци, имаш број бошњаци, имаш турци, имаш роми, имаш се. Значи, Чаир е Македонија во мало. Најголемиот проблем во Чаир е што самата градска власт, која и да била, и самата држава, не најде стратегија како ќе се справи со тој дел од градот, не изнајде урбанистички решенија. Што има за справување? Чекај, извини се. Еве вака прост пример ќе ти кажам. Еве прост пример ќе ти кажам. Ти за да стигнеш пример не треба градот да стави полицајци и наместо да има бетонски ѕид за не поминуваат улица на полна лента, да има еден жацо кој што ќе пишува казни. Не може. Што е тука за справување? Како не може? Не е така. Слушај. Како не е така сега? Ти доаѓаш навечер да јадеш донер. Јас таму 30 години возам и денски, нема врска. Да, разликата што е? Види, таа средина, еве, ако анализираме Цветан Димов, левиот и десниот дел живеат како еден. А тебе таа ти е единствена трансферзала кон Северно Скопје. Добро. Значи таа ти е единствена трансферзала која те носи кон Бутел, кон Радишани, кон цел дел еден од градот. Таму, на тие две ленти, што на времето Пенов ги прошири, па Коце нешто интервенираше, за бидат 4 ленти. Ти со 4 ленти на еден патен правец, кон место каде што 1/3 од жителите ти живеат, значи кај што живеат, не знам, 150-200 илјади луѓе на тој северен дел од градот, ти не можеш да ја обслужиш со 4 ленти. Мене не ми е јасно како 30 години во град Скопје, од сите планови прајање, нели Шилегов 4 години тунел ќе градеше под Кале.
Го почна ли? Знам. Го почна? Почнете, да, завршено е скоро. Да, се сеќам, многу бав тунел, се возам Дека го пуштија во влада, да. И сега Че ја проверам, да, пред 5 минути ја пуштен во употреба. ете така. Значи дури и оваа петља, сега што е овде на Момин поток кај што доаѓаме на кај вас. Здраве, ќе ја доживееме, Ќе ја доживееме, еве веќе се тера, ама еве проектот заврши во време на Коце, Шилегов нели 4 години ја градеше, пошто ја направи. Лека полека. Еве се полека кај ќе биде. Да. Пред некој ден објавив едно видео на интернет каде што во Европа беше, во Холандија, го исекоа автопатот и вграден подземен премин го пикна и после изасфалтира за 52 сати. Ве лажат комунистите, тоа не е возможно, секаде се гради како кај нас. 5-6 години. Да. Минимум. За да сме сигурни дека ќе е квалитетно изработено. Иронијата за живење на тој дел од градот што е? Иронијата за живење на тој дел од градот е што тие кои се народни избраници, без оглед дали се советници, без оглед дали е градоначалник, без оглед дали е пратеник, се задоволуваат со местото кој го добиле и многу малку имаат влијание врз тековите кои треба да се случат и потребите на граѓаните. И сега се случува дури во советот на општината или во советот на градот да имаш еден-двајца кои страмежливо ќе инициираат тема, обично се тие кои немаат власт, кои немаат моќ, другите кои се со владеачката структура која да се сервилни кон тој што води, и имаш еден круг каде што ништо не се менува. Инфраструктурно таму, еве сега гледам од актуелната градоначалничка дека наводно ќе се прател некој проект, ќе се правило, ќе се проширувала Цветан Димов. Каде? Thank you very much. Цветан Димов не може да се прошири. Цветан Димов единствено чаре е да, откога ќе се подмени надвожникот со пластичарска, да се спушти под земја и да цепа директно до Бутел, а горе да се оди сервисна улица. А тој што ќе каже дека ја прошири, лаже, не може да ја прошири. Така и јас и ти сме свесни. Како ќе ја прошири? Значи, или пипнат Хамза ќе има јас војна. Ама се разбираме, така? Да. Значи кога таму може само на две нива. Второ, треба ваму кај Топана да се пробие нешто. Треба и ни сама Јаја Паша да се пробие нешто. Значи, самите властодржци кои да се, јас од некакво општествено политичко искуство што го знам дека секој функционер кај на што е сака да ја направи во негово време. Јас се сеќавам пред 10 години имаше една ситуација, требаше да се влезе во еден проект за градот кој траеше 5 или 6 години, дотичниот лик кој беше некаков локален, не вика нема шанси јас да го почнам, некој друг да ја земе славата или да го отвори. Значи ние имаме и таква себичност кај луѓе што нека да почнат процес што некој друг ќе отвори. Па ние гледаме сега ситуација. Автопат беше направен, чекаат 2-3 години ја поминат за да они го отворат, а изграден беше. Или еве сега прават некакви проекти актуелно во власт која 80-90% претходната е направила и сега нека да го довршат за да не се има впечаток, ама историјата, документите, значи ние патиме од себичност, од его и од фрустрација. Лична слава, ама тоа е, види. Ама тоа е селска слава. А чебе, зашто некој друг да го доврши? Ако си добар, ти ќе го довршиш. Зашто некој друг да го доврши? Па да. Па тоа е проблемот, значи чувството на трајност. Јас сум тука сега 4 години или не знам, колку? Ковачевски даде, се амбицираше 12 години дека ќе ја водел владата, но веројатно сега осеќаат дека последните... Добро, Заев викаше за себе дека ќе владе најмалку 10. Последните трзе им се сега и сега ние треба да чекаме да се, како да ти кажам, да ги извадат пиштолите, да се качат на лустери, онака салун, некој на дивиот запад во 3 сабајле се. Во таква ли ситуација е види, ние немаме држава. Ние го немаме нивото кај нас, јас барем не се сеќавам во Македонија, тие што се повлекле од политика или кои се повлекле од функција ги стемало, а тие што пропаѓаат по секоја цена се лактаат да останат. Западот многу често познава ситуација каде што гледа дека наоѓа зид, се повлекува, се прегрупира и после се враќа посилен. Кај нас тоа го нема. Да. Дали памтиш таква ситуација кај нас? Па не, реално не. Во Словенија го имало, во Бугарија го имало, во Англија го имало. Ама кај нас е атмосферата многу навивачка, мислам, од сам старт и во една таква, бидејќи зоврива таборот, нели ќе дојдат избори или така натака, ти последен дознаваш колку е саат. Нели и сега види, ова морам да ти кажам, едно на еден наш заеднички пријател, јас еднаш му реков, секој пат бирањето на советници, тој што те советува треба да мислиш дека е попаметен од тебе. Ако си ти побитен и појак, но совет се бара за некој што мислиш дека е попаметен. Американската standing on the shoulder of giants филозофија. Ете така.
А кај нас обично ние се обкружуваме со полтрони. Разбирам, шеф е така, шеф е најдобар си, најубав си. Знам што кажеш, да. И дека фактички токму затоа последен ќе дознае овој капетанот на бродот дека лагер отпловила. Да. Како ти си човек кој што многу активно го обсервираш, нели, животот и светот. Еве овој краток муабет е доказ. Оние кои не знаат, ти си етнолог по професија. Да, етнолог, антрополог, да. Како се справуваш со сите теми што ти ги нуди татковината вака? Тешко оптеретуваат, оние најблиските и саканите обично ме критикуваат затоа што неретко... И досадуваш цело време со муабети? Па да, дури мора да прилика да им се извини, затоа те прашам. Јас би сакал на мојата сакана, на најблиските и на татко ми, мајка ми, тие кои ме обкружуваат, да им се извинам што неретко ги оптеретувам со теми кои апсолутно нив не ги интересираат, а јас мислам дека се исклучително битни. И сигурно се. Да, тоа е прашање на мојата совест, затоа што јас мислам дека ако не ги обсервираме сите, ако не ги раширам и ако не допрам до луѓето на одредени теми, дури јас се чувствувам неубаво, да кажеме. И знаеш што ми е најголема храна, што е најубавото? Значи најблиските, еве што викаш, и јас и ти ги оптеретуваме. Знаеш ли што е убавина? Јас голем поздрав, вечерва мислам дека ќе ги изненадам луѓето со реакцијава. Јас задниве 2 викенда по збирни околности бев во Охрид. Бев на една свадба и на една крштевка на блиски мои роднини, така беше поврзана ситуацијата. Јас би сакал да ги поздравам луѓето од фамилијата на сватот од Охрид, кои ми придоа, кои не ги познавав и ми честитаа за моите јавни настапи, за моите, да кажеме, артикулирање на моите ставови и бев пријатно изненаден од луѓе кои не ги познавам, дека ме следеле, дека го прателе тоа што го правам и уште една работа, голем поздрав до севкупното население, поготово жителите на Скопје ради една работа, затоа што јас и покрај свое возило кое користам или пешачење, јас неретко знам да бидам дел од градскиот превоз. Младите не сум пејач, нели не сум било што да ме знаат млади и не ни претендирам таму, но сум пријатно изненаден кога ќе видам луѓе повозрасни и пензионерите се најдиректни. И кој ќе ми се обрата, дури некој сум збунет, знаеш, мислам да не е некој пријател или роднина или на татко ми, мајка ми познаник, знае тотално во теке. Обични луѓе да те сретнат, да ти се обрата, да ти кажат поголем комплимент за мене, од тоа нема, навистина сум воодушевен и им благодарам на сите тие што еве следат мои настапи и по дебатни емисии и секаде каде што си имам појавено, поготово задниве 5 години. Немам проблем, не го чувствувам тоа као ниво на слава, него го чувствувам као ниво на почитување за сето она што го работам. За сето она што се трудам да го повлечам, да го иницирам, затоа што јас сериозно сум загрижен што се случува со оваа држава. Кај мене не проаѓаат оние приказни дека ќе не внесат во Европска унија за 5 години или дека стандардот ќе се кренел. Тоа е нов тест на интелигенција. Не, вака, јас нафта не пием, значи може некои по-скромни, по наивни луѓе да ги прелажат за некои работи, ама ова што ни се форсира медиумски, еве, гледаш денес министерот ни црташе на табла, понижувачки за народот, тоа нема. Мислам, секоја чест на тие што го советуваат тоа да го прави, али мислам дека одредени работи кои се аплицираат во некои земји, кај што народот е вака релативно поглуп, да се примени кон народот во Македонија е стварно подценување на интелигенција. Значи не третираат кои идиоти. Јас мислам дека кога се ангажираат PR стратегии, PR планери, дека не треба странски држави да се ангажираат, затоа што тие странци многу често не ги знаат карактеристиките на народот во Македонија и мислам дека е многу подценувачки, навредувачки и така, да не третираат кои идиоти. Знаеш дека во маркетингот има едно правило таму, дека треба да ја објасниш ти приказната за 8 оделенец да те разбере. Овие така некако гледаат, мислат дека сите луѓе во Македонија се 8 оделенци, бидејќи се сменил едниот дворски шут, сега имаме нов дворски шут и тие мислат дека веројатно и сите луѓе се смениле. Дека тоа е просекот. Не, дека и сите луѓе се смениле, дека нема колективна меморија ова земја. Не памтиме ние 2017 кога со Бугарија се договараа, кога сите им вика немојте, не вика супер, уживајте, ги решивме проблемите, завршивме работа. И 7 години подоцна, пак истата приказна. Уживајте, завршуваме работа, само ова, ништо влакно нема да и фали на Македонија.
одиме напред. Одиме напред. Сатот. Да, Немојте назад, идете напред. Мед, млеко, одиме напред. Одиме така напред. Да. И за ти ке слушаш одиме напред 100 години, речеш чекај бе малце, за будала ли ме? Не ме сметаш. Јас од прилично мал, значи јас се смеев кај една колешка ваша во оваа телевизија пред 5 години и кажувам викам дали знаеш 98 2001 викам многу млада сум била тогаш, а годиште бевме, добро викам прифаќам и јас бев млад, ама јас пратам од тогаш, така да не треба некој да ми ги каже работите, се сеќавам на нив, ако сум бил средношколец или студент, се сеќавам на одредени работи. Нас во периодот 98-99 имавме нени воен конфликт, проблем, па предходно со Косово, се извршта. 2002-2003 кога подпишаме договор за стабилизација и асоциација, нас ни велеа 2020. Доека не дојде еден посуров човек и рече вика не фантазирате ништо пред 2035-та. Се ти во 2003-та некој ти кажеш 2035-та, значи малце вака ти кажеш добро. Море ќе се изнаживеам. И еден другиот вика ма 2000 и се политичката елита тогаш 2003-та што дојде. Знаеш што викаше? Ние имаме шанса 2012-2015. Секојаш ти дава краток рок, знае дека не може да го оствари, ама него го занима да те излаже во моментот. Остани до тогаш. Да те излаже во моментот, да ти даде некој реално. И сега 2012-2015 да влезе, Хрватска влезе. Хрватска беше зад нас и во процесот и во се. Второ, преговори ќе почнат. Ние нели станавме под наводници заробена држава. Јас не се сеќам на вистина дека сме биле заробена држава. Јас се сеќавам една работа дека се врати националната гордост и националната сила на македонскиот народ, дека се среди градот, дека се градеше Охрид, се градеше Битола, се градеше цела држава, ама ете сме биле. Еве јас прифаќам дека грешам, можеби грешам. Да. Еве имало бе репресија, нели? Добро, во таа заробена држава види, ја спомнав 17-та и 23-та. Памтиш ли во 17-та два настани што се случија на спортски план? Играа Суперкуп на Европа, играше во Скопје, Вардар беше европски првак. Реал Мадрид, Манчестер Юнајтед во Скопје. Така, и Вардар беше европски првак во ракомет. Тоа не е заслуга на ниту еден политичар. Ама тие дојдоа 2017-та, амбиентот, да. Амбиентот општествен, условите што ти ги создаваш за вложување и така натака, си ја играат својата улога. Откако се ослободи држава, нели, откако се одзароби, нели, тргна. Да, тргна работата. Во учери во спортот почна да даваат. И тргна. Наредното гледање ќе ни е баја ги подолго, вечера сме малце ограничени со време. Ти реков дека кратко ќе не биде. Поради мене, но за крај дај ми твоја прогноза, ќе издржи ли младина во дека да слуша уште глупости од Бугарија, глупости од влада, глупости од секаде, бидејќи една од причините зашто тебе ти честитаат непознати луѓе everywhere, затоа што не се многу луѓето кои што јавно излегуваат да застапуваат своји ставови. Поготово некаква помлада или средна генерација. А па младата генерација не викам јас обесхрабрена да го прави тоа, него или не ја занима или влегува во или влегува во друг мод на сега ќе и го употребува бунтот, го канализира на друго место. Види, таа млада генерација кон која политичарите ќе пробаат да таргетираат, таа е исклучително и битна и потентна и таа иднината на државата. Она генерација до 30 години, таа се помалку е заинтересирана да работи државно. Речи си ичне, со самото тоа што никој не се запишува да учи македонски јазик, шака луѓе се запишуваат, со самото тоа што никој не ќе студира математика и физика, ние нема да имаме наставници, да знаете, затоа што порано ги оценуваа за да ги вработат во школи, за да бидат наставници, сегде во свет се молат наставници, кај нас беше случај на притисок. Секој што е поинтелигентен не ќе студира физика, студира информатика, студира било што или на крајот на криштата не студира. На крајот на криштата оди и работи на страна. Младите веќе маваат шамар на севкупно на политиката и сега ќе се сведеме на ситуација да прво ќе биде молена нашата генерација да биде репродуктивна, да има едно, две или три деца, затоа што еден куп луѓе, ние што ги знаеме, еве немаат семејство и немаат ради X причини,
пред се економски, општествено-политички, а кога ќе го создадат семејството, барат чареа си одат во странство, затоа што границата на толеранција им паѓа, не ќе да бидат оценувани, не ќе да бидат под притисок и сакаат да има мерит систем. Денес во институциите има еден куп некорисни, нели има фраза корисни идиоти, има безкорисни идиоти кои се платени, се дисфункционални, не прават ништо, ја оптеретуваат и државата и буџетот. Младите денес сакаат еднаква шанса, младите денес во огромен процент се во приватниот сектор, ние ќе се доведеме сега во ситуација да молиме деца, еве уште една работа, не напишав колумна, сакав да го иницирам. 2 рока веќе има 0 кандидати за служење воен рок, за да после можеш да станеш професионален војник. Сега го укина тоа. Не, сега нема. Само ти кажам, го укина, го сменија правилото пред некој ден, веќе не мора да си доброволен 3 месеци. 3 месеци за да бидеш професионален војник. Да. Поради тоа веројатно. Да. А дали знаеш дека пред 10 или 15 години, кога јас и ти бевме помлади, кога наши другари до 25 или до 26 години, колку што беше лимитот, дали знаеш дека се превува по 500, по 800, по 1000, по вие селектира и ко за волја на вистината, пола беа квалитетни, пола беа, што викаат од северниот сосед, по бабу и по стричевима, ваши наши. Добра, ама тогаш односот кон државата и самата држава поинаку изгледа. Полицијата беше исто. Јас се сеќавам кога за едно полициско место се превува по 20, по 30 кандидати. Оние финти кои примаа по 300, по 500 полицајци, иако претходно 10 години немаше ништо. И знаеш на кој ниво ги деселектира некој? Пример, не знам, Машко не бил над 1,75 м, бил 1,73 м. Многу ти се светли очите, не може. Например. На овој не му се со членска. Да се живи. Иако на крајот еве после се испостави дека еден куп луѓе што ги прими леве во полициските сили, па после искочија дека има луѓе и досиеа и вак. Имаше една смешна ситуација неодамна, само за крај да ја кажам. Еден човек од судството му доаѓа еден за прекршок, не знам што, и вика, абе те молам, вика да не ми стои во досие, вика планирам полицаец да бидам. Браво. И после неколку месеци истиот човек го гледа, станал. Така да читав за тоа, да. Ете така, значи ние се доведуваме во една ситуација каде што немаме мерит, немаме стандарди и системот се распаѓа. Кој да дојде следен, а веќе е известно дека ќе дојде опозицијската водечка партија ВМРО ДПМН, барем следејќи ги рейтинзите и сето тоа што се навестува, доколку не настапи со еден процес на ресет, на системско очистење на севкупното општество, не хајки, не правење мој, твој, ваши, наши, него едноставно правда за сите. Сакам кога одам да вадам извод, да не мора да молам никого или да чекам 7 сати. Еве ќе ти кажам ситуација од вчера. Лично во блиска фамилија. Дали е нормално во една држава да треба да се јавиш на доктор, специјалист, за да дома човек со тешка состојба, која е сега во државна болница, за да му дојде брза помош. Дали е тоа нормално? Јас знам дека немаат возила, јас знам дека немаат луѓе, но ти му објаснуваш на телефон во детал состојбата, ситуацијата, и ој ти вика, снајди се, дојдете некако. И ти треба да фатиш врска, за да брза помош го однеси човекот да се лекува во тешка физичка состојба. Дали е тоа нормално? Затоа луѓе со високи плати заминуваат од Македонија, бидејќи не сакаат да живеат во таков амбиент. И на крајот министерот за здравство, како се викаше? Не знам како се викаше, нонстоп, да, сега вели, знаеш што вели? Дека народот не пријавува. Па ако народот пријави, дури тогаш нема да добие услуга. Тој што е сиромашен, тој не може да оди во приватните болници. Тој ако пријави, дури тогаш нема да биде. Нека не се фолира многу министерот за здравство, тоа би му порачал. Наредниот пат да зборуваме повеќе за можни решенија. Да. За можни решенија. А треба некојаш и за спорт и за култура, двајцата сме јаки тука. Ти за спорт поготово ти си. Досадно. Тоа во извиđење која ќе одиме. Александар Истерски, Алек, фала ти многу за вечерашново гостување, кратко, сладко, ефективно. Верувам дека така ја релаксиравме малце саботната вечер за сите што останаа со нас. Fancy underground. До самиот крај. Така е, така е. Тој Fancy underground. Го памтиш тоа? Звучи како име на берберскиот салон во кој што одиме јас и ти. Фала ви вас што останавте до овие ситни сати заедно со нас. Се гледаме следниот петок од 22:30, до тога стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и сабота навечер, луѓе, насмејте се.
Добрамек Македонијо, главата горе.